Почитувани граѓани, во името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ви го честитам 24 мај, денот на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи. Денес е ден на словенската култура и писменост. Ден на цивилизацијските дострели на Кирило-методиевската дејност. Воедно и на сите просветни работници им го честитаме денешниот празник, зашто токму тие со својата самопрегорна работа представуваат промотори на Кирило-методиевската визија, да создаваат просветени поколенија, писмени и образовани граѓани. Потребата на секој човек слободно да се изразува на јазикот што го говори, светите Кирил и Методи ја издигнаа во универзална вредност. Затоа, ние со достоинство и со гордост го чествуваме нивното дело, но и делото на нивните ученици и следбеници, од светите Климент и Наум Охридски до Блаже Конески и по него. Всушност, да не беше Кирило-методиевската мисија, немаше да изникнат ниту такви колоси во македонската култура и традиција. Ние во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија остануваме посветени на негувањето и на грижата на употребата на македонскиот јазик и на неговото кирилско писмо. Зашто токму македонскиот јазик представува еден од стожерните словенски јазици врз кој се втемелуваше словенската традиција. Уште повеќе, тоа е јазик што прерасна во една космополитска категорија, јазик прибежиште за сите други јазици и народи што се чувствуваат загрозени и својата заштита ја препознаа токму под крилото на македонскиот јазик. Како партија што ја предводи владата и мнозинството во собранието, нашата грижа за македонскиот јазик значи и грижа за демократските и за човековите вредности. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како државотворна и општествено одговорна партија, пред себе има зацртано јасни програмски определби и цели за грижата и за негувањето на македонскиот јазик. За краток период се постигнаа неколку придобивки. Прво, со одлука на влада, 5 мај е прогласен за Ден на македонскиот јазик. Второ, возобновен е процесот за полагање за лектор по македонски јазик, што не се одржуваше воопшто повеќе од 4 години. Трето, овозможен е електронски слободен пристап до најновото издание на правописот на македонскиот јазик за секој граѓанин. Четврто, со договорот во Преспа, уште еднаш македонскиот јазик се потврди како меѓународно признат јазик. Продолжуваме со реализација на програмските определби и реформи, посветени на грижата и негувањето на македонскиот јазик. На сите нас, звезда водилка, да ни бидат човеколюбивите и мудри слова на светите Кирил и Методи. И уште еднаш, нека ни е честит и вековит 24 мај, денот на словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи.